Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Советниците на денешната седница одлучија да го зголемат бројот на воспитните групи во детските градинки, но го критикуваа финансиското работење на јавното претпријатие за просторно и урбанистичко планирање Прилеп. Утре ќе почне да работи јавниот градски превоз. Од 1 септември и руралните средини ќе добијат линии за јавен превоз. Вечерва Бела ноќ во Кривогаштани, манифестација со музика и забава на отворено. Утре е неработен ден, се слави Голема Богородица. Сончево и топло до сабота. Денеска температурата во Прилеп 32 степени. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфортно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. На денешната 67-на седница советниците прифатија да има воспитни групи со поголем број на деца во градинките Наша и Нина и донација од 30.000 евра во стоматолошка опрема за училиштата од невладината организација Hand Till Hand. На секоја раскрсница имаме пазар. За тоа се потребни советничките брашања. Набавивме 5 автобуси. Така пишува во... Набавивме 5 автобуси, цитирам, така пишува во отчето. За срамота. Дајте. Градоначалникот, нека ни објасни како овие денови, а и директорот веројатно во наредната точка ќе објасни, како овие денови нема градски превоз. Финансиската состојба е добра. Во финансиски столбови на јавното претпријатие ни е оделението за планирање и проектирање, оделението за градски превоз и оделението за платен паркинг простор. Во сите три сегменти има покачување, можете слободно да видите или можам да ви го прочитам. Лани имало од архитектонска дејност 536.500, годинава има 1.640. Лани од приходите од паркинг услуги имало 1.776.637, годинава има 2.470. Што има се? Приходите од автобуси. Лани биле 5.685, годинава има 7.257.587. И трошоците се зголемени, ама општата финансиска слика е дека сме позитивни.
Од утре ќе биде ставен во функција јавниот градски превоз во Прилеп, а од 1 септември се воведуваат и така наречени рурални линии. Директорот на јавното претпријатие за просторно урбанистичко планирање Бранко Нешковски вели дека проблемите се надминати и во наредниот период до ваква ситуација повеќе дневен прекин на јавниот градски превоз во Прилеп нема да има. За сето ова се во детали информирани представниците на синдикатот при јавното претпријатие. Делот од синдикатот СУТКОС, односно синдикат на работниците во угостителството, во туризмот и комуналните претпријатија. Во понеделник одржавме состанок со представниците на СУТКОС, кои во детал ги запознав за реалните ситуации. И вториот камен на препнување е внесување на додатоците на плата во бруто платите на вработените. Но тоа е пропишано во актуелниот колективен договор на јавното претпријатие. Сите плати и додатоци кон платата, што значи неделни часови, придонеси и додаток на работни денови во однос на вработените се исплатени заклучно за јули до 21 август. Да, од 1 септември тие веќе се припремаат да бидат пуштени на релациите во Канатларскиот регион, Канатларци, Рековци, Подмол и од другата страна Тополчани и тој Чепигово, тој регион да ги обслужува, односно да ги превезуваат децата од средното образование, да ги носат во градот и да ги враќаат пак по населените места. Бела ноќ со урбано лето, Кривогаштани вечерва оживуваат со уметност и музика. Бела ноќ е замислена како забава на плоштад и еден културен простор кој ќе се претвори во голема сцена за уметност и забава. Настанот е во организација на младите членови на Сдруженијето Урбано гнездо, кое има за цел да понуди уникатно културно искуство, кое ќе ги поврзи музиката и урбаната култура во една незаборавна ноќ. На сцената вечерва во 21 часот ќе настапат популарните Локдаун бенд од Прилеп, кој ќе ве врати во старите добри времења со EU репертуар, DJ Стеци и популарниот Тони Зен. Временска прогноза. Денеска температурата во Прилеп изнесуваше 32 степени Целзиусови. Беше сончево и топло. Во следните 2 дена метеоролозите велат дека ќе се задржи претежно сончево и топло време со постепен пораст на дневните температури кои ќе достигнат до 38 степени Целзиусови. Во сабота побладне и во текот на ноќта кон недела ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен ветар од југозападен правец, а во недела северен ветар кој ќе услови опаѓање на дневните температури. Потоа следува период на стабилно и потопло време. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, август 2025.